Здраво дечки, добро на видео. Денес ќе објаснувам ќе ви кажам кои се топ 10 коли за возење. Односно, кои се топ 8 коли и кои се топ 2 коли што не треба да ги возите за почетник. Како за почетник, тие се најлоши коли во свет. Можеме да започнеме. Првата кола ќе биде Golf 7 1.6 TDI 105 HP 2015 година. Ова кола јас сега имам за прва кола, што е предобра кола. Има технички характеристики за значи има мотор од 1.6 TDI, ја дизел, нормално дека е TDI, ако не беше TDI ќе беше бензин. Таа има мощност со 105 HP, односно 105 КС, од 77 kW. Има од забрзување 0 до 100 km/час околу 10.7 до 11 секунди. Значи тоа беше ако сакате од 0 до 100 km/час да отидете ќе треба 10 секунди. Максимална брзина е 192 km/час, скоро 200 km/час. Минувачите најчесто 5 степен мануал или 7 степен DSG автоматски. Погон е преден, тоа значи front wheel drive, тоа е значи преднавучен. Комбинирана подршувачка околу 4.1 литри на 100 km во зависност од варијантата на вандажите. Значи таа е топ 1 кола за нов возач. Почетник возач, повеќе возачка дозвола. Ја би рекол 2015 Golf 7 туман. Втората кола, јас сакав ова прва да имам, но јас сакав ова кола за 18 години го ќе положам, тоа е за 3 години, да, 3 години. Прво сакав ова да биде мојата кола, но после се предомнесив сакав прво Golf. Сакав прво Audi, а после се пренесив на Golf. Значи, повеќе го возам Golf, све да има делови да најдеш и затоа. Втора најбра кола е Audi A3, значи све исто како Golf, само што е Audi A3. Таа е 1.6 TDI мотор и сега Golf, 105 HP и сега Golf. 8 вентили, TDI, дизел мотор, 150 КС, тоа е конски сили, или околу 77 kW. Перформанс има максимална брзина околу 195 до 200 km/час. Тоа е исто како ова како фейк Golf 7, Golf 7 е како фейк Audi A3. Забрзување има 0 до 100 km/час околу 10.5 секунди. Значи Golf 7 ви е побрз. Не знам како ме побрз е 100%. Значи втора кола е Audi A3. Трета кола ќе биде не. Трета кола ќе биде Seat Leon 1.6 TDI. Тоа имам 2013 година, тоа имам 1.6 седелски TDI, тоа е дизел мотор, 105, не го викам TDI, или не го веќе го кажеш 3 пати да сега. Имам максимум со 105 КС и сега Golf и сега Audi. Значи Golf, Audi, Seat 1.6 TDI, 105 HP,
2015 година се исти 3 коли. 0 до 100 км 10.7, максимална брзина 192, иста го голфот, иста го одито, подрачувачка на гориво, тип на гориво е дизел, подрачувачка е познат тип висока економност со просек од околу 4.5 литри за 100 км, значи реално повеќе троши него и голфот. Четврта кола ќе биде Seat Arona, значи не Leon, Arona. Ова е некоја понова кола, има од 90 кп до 105 кп или 95, не знам како ли се баш. Значи ја порно сега оваа кола виде моја dream кола за 18 години ќе положим, но веќе не ми. Моторот е 1.6, окей, цилиндри има 4 цилиндри, кубажето му е 1598 cc турбо, да. Погон е front wheel drive, пренавуче, менувач, не знам што го само напишал. Менувачот му е 5 или 6 брзини мануал, 10G автоматик има. Мактност е 90 HP верзија, околу 230 Nm вртежен момент. Од 95 HP до 105 HP верзија. Поради дизел моторот има повеќе сила при ниски вртежи, а добро е за патување. Перформанци од 0 до 100 км за 0 до 100 км на час, околу 12 секунди. Максимална брзина е 175, значи не е толку брза дека е SUV, дека е по-голема кола. Ако сакате по-спортска кола, купете Golf, ако сакате како по-нова кола, како по-голема кола, купете го Seat Arona. Не е спортска кола, но е доволно за секојдневно возење. Големина им тип е мал SUV, crossover C5, багаж околу 400 литра, должина е 4,13 метри. Топ 5 кола е Hyundai Ioniq и како кажа Hyundai Ioniq 2018 година хибрид. Hybrid или како го викате, не знам како да напишам. Моторот е 1.6 литар бензин плюс електричен мотор, вкупна мощност околу 139 коњски сили. Менувачот му е 6 брзини автоматик, dual clutch, преднавуч до 100 км на час треба околу 10 до 11 секунди, и сега другите. Максимална брзина е околу 180 до 185 км на час, значи таа е малку подобра од Ароната. Решувачка нова е еден од најекономичните коли во класата, околу 4.5 литри за 100 км комбинирано, со полн резервоар може да помине до околу 1000 км батерија, до 1000 км батерија хибрид систем, добро. Должина е 4.41 метри, багажот собира до 75 литри со 5 седишта. Топ 6 кола е Kia Niro 105 HP 2019 хибрид. Ова е слична како Seat Arona, само што ова е понова и хибридна. И сигурно помоќна. Таа е мотор од 1.6 GDI бензин,
Мощност на бензинот мотор 105 HP, електричен мотор околу 64 HP, којата мощност 147 HP, вртен момент, окей. Минувачот му е 6 брзини автоматик, преднавуч, тоа е хибриден систем, кај што го има и ионикот. Перформанса од 0 до 100 км/ч околу 10,8 секунди, максимална брзина е до 172, значи повеќе вака за понова кола го сакат да имате ќе ја нели, а поспортска Golf идеалите, не е да треба. Не е спортска кола, но е доволно брза за автопат, подрачувачка е скоро 5 литри на 100 км, значи ова троши доста многу. Батеријата му е слична како ионикот и големина таа е простор SUV crossover CX5, багажот околу 436 до 549 литри, должина е околу 4,35 метри. Топ 7 кола е Renault Clio Storia 1.2 бензин 55 HP 27 јас ваква иста дома, но и ова ја возев, тато ја возев ова кола неколку години. Добра кола, но мислам дека ќе продаваме, зашто не ни треба, имаме сега нова кола Citroen XR. Мотор 1.2 бензин, цилиндри е 4 кубикажа, 1139, че 1.2 бензин, не е нешто ама убава е колата, не е лоша. Македонија околу 17,5 HP, вртен момент, окей. Минувачот е 5 брзини мануал, преднавуч од 0 до 100 км/ч околу 13 секунди, повеќе треба, не знам што не да повод Google следи чат GPT, треба повеќе 12-13 секунди, максимална брзина е околу 170 км/ч, не, 140 км/ч води. Не е брза кола, но е добра за град, држачка комбинација околу 6 литри на 100 км/ч. Големина е простор, тип мал градски автомобил, хеджбек, CX5, багаж околу 278 литри, должина околу 3,77 метри. И сега ќе одиме на топ... Не, топ 8 кола, окей. Golf 4 1.6 SR 90 до 105 HP 2001. Се пред да ги читам сите информации, само да знаете, ако сега да купувате Volkswagen како Golf или Passat, лично со Passat ќе викам сега. Passatот ние имавме Passat 2001 година, како Golfот исто 2001 година. Passat 2001 година 1.9 TDI. Не се расипа баш негде из Скопје и го носиме на поправка, му бара 700 евра да се поправи, а татко ми го купа 600 евра така. И после го продавме за 400 евра, веќе не вреди тоа да го купувате, кога веќе почне се расипува. Добро е да купите Passat кој е многу ефтина, како помалку од 1000 евра, тоа е добро. Моторот на оваа кола е 1.6 бензин SR, а сега да купите Golf само SR, 1.6 SR. Цилиндри има 4, кубикажа 1598, маките се околу 100 до 105 HP, како ќе најдете. Вртежен момент околу, добро, тоа не ми интересира. Минувачите 5 брзини мануал или автоматик, но не верувам да има многу автоматик, само мануале. Преднавуч, перформанција 0 до 100 км е околу 10 секунди, максимална брзина е до 194 км/ч. Стара кола има солидна брзина, потрошувачка играат 9 литри на 100 км, на отворена е 5.5 литри.
Резервоарот е околу 55 литри, па може да помине 700 или 900 км со полн резервоар. Ако возите сам по автопат. Големина и простор на тип е хетчбек, седишта 5, багаж околу 330 литри должина, околу 4,16 метри тежина и околу должина му е 4,16 метри, а тежината му е 1100 до 1240 км. Килограми. Тоа е повеќе од 1 тон. 1,2 тон. И сега топ 1 лоша кола, значи лоша топ 1 кола е BMW 1 или 114D Series 26, значи BMW има ова кола ја вози и од чичко ми жена. Да. Ностап е носат таму во Германија на поправка, многу парци за Јапонеза. BMW има заден погон, тоа значи ако дадеш повеќе газ свиеколи на дожд, па да, на дожд или на снег може задниот дел да почне да лизга. Oversteer, тоа е типичен, како да наречам, BMW е за тоа позната дека може да oversteera на дожд и затоа викаат BMW, how he drives the BMW in the rain. Затоа викаат така. Дека не може да оди на дожд и снег, дека може да лизга позади. Поскапо одржување, деловите, како што реков, и сервисот за BMW се поскапи од Volkswagen Golf. MK4 Renault Clio Story, например, кошница специализирана мотор, повеќе може да троши некои мотори 1.6, 2.0 бензин, може да трошат 8 до 10 литри 100 км или повеќе. Скапи поправки, некои проблеми што се јавуваат кај тие BMW сина мотор, timing chain, електроника и инјектори, поправките може да бидат скапи. Помал просвет за разлика од Kia, Niro, Seat, Arona, BMW 1 Series се не знам, пиша нешто, тамо ќе прочитам. И топ 2 кола, не знам која вози оваа кола, се ми текна да стане, ќе го видов пред во Скопје, автогоманда на семафор, видов ваква кола, Шкода 110R, без ВХП 1270 кола. Овој мотор позади, значи нејзината мотор не е напред, туку позади. Така се чува чипити се, не знам дали е real, дали е fake, дека не нешто не видел кола во живот. Никога возим Македонија, па ми тикна да ставам оваа кола. Зашто топ 1 кола е BMW, не е топ 2, ама even да ставам one. Не знам што се објаснам овде, 1917 веќе нема дилови за нејзин. Да, не се објаснам, знаете за кола зборувам. И да, мислам дека тие се сите коли. Значи топ 1 ви е Golf 7, значи топ 1 Golf 7 2015, топ 2 Audi A3 2014 и топ 3 Seat Leon 2013. Така овде 2015, 2014, 2013 и 2018. Да. И тоа ќе беше од ова видео, фала што ги гледавте до крај видеото. Ако ви се допадна, ставете лайк, шер, subscribe и тоа е од мене и се гледаме во следното видео. Чао!